Сите фирми, вклучувајќи ги и оние со големи финансиски проблеми да исплатат К-15, апелираше денес премиерот Зоран Заев. Ние сме влада за работниците и уште еднаш апелираме да секоја компанија која што има можност, дури оние кои што покажуваат загуба, да исплатат регрес за годишниот одмор, односно познатото К-15, заради тоа што дефинитивно работниците се трајното добро и за компаниите, но и за државата. Повикот на Заев е добре дојден и надеж посебно за вработените кои се соочуваат со мали и неисплатени плати и со загрижувачки животен стандард. Но дали веруваат дека фирмите тоа ќе го направат? Треба. И тоа подхитно треба да се исплати. Они имат ама кријат, не ги дават. Тоа зависи од газ. Значи тоа е задолжително, треба да си идеме, сега да взимат. Тоа е нормално. Искажаната неизвестност ја потврдуваат и некои работодавачи кои на оваа тема ги анкетиравме денес. Да се остави на самите компании понатаму во рамките на нивните можности, ако може да исплатат и 13-та плата и 14-та плата на вработените, зависно од профитабилноста, зависи од можностите, затоа што тоа би било еден сериозен подстрек за нашите вработени кои што се повеќе и повеќе си го наоѓаат решението за работа во странство, ако тие знаат дека во компанијата во која што работат е успешна компанија и тие се успешни како вработени во самата компанија, самите тие би се бореле за што поголем профит во самата компанија. К-15 е законска мерка и кој ние ако не го почитуваме законно, нема да направиме многу работи кои се пропишени по законот. Тоа што ситуацијата е таква каква што е сега, многу компании ја не знам дали тоа ќе го направат. Јас на база на другите трошоци на фирмите ќе ги намалам од тие предвидени трошоци што и ќе го до крај на годината исплатам К-15. Во овој контекст, но со категорично се огласуваат и од синдикатот. Работниците и оваа година и покрај здравствено-економската криза треба да добијат регрес за годишен одмор, познат како К-15. Очекуваме на сметките на работниците во приватните компании да легнат најмалку по околу 10.600 денари. Овие размислувања исплатата на К-15 ја ставаат во нагласена дилема, бидејќи аргументи имаат и едната и другата страна. Компаниите се жалат на криза и безпарица, а во иста каша се и работниците.